Здраво и добро дојдовте во уште една епизода на Пак играм подкаст. Обично кога ќе ме видите мене во кадар, знаете дека е рубриката Ваши прашања, наши одговори. Но денес ќе збориме за една тема која што е доста актуелни низ спортови, низ фитнес центри, актуелна тема, но не се збори некако многу јавно. Баш поради тоа, ние денес ќе збориме на овие теми, а станува збор за допинг и стероиди. Но од самиот старт да кажеме дека ние не поддржуваме стероиди и никаков допинг, но сметам дека ако веќе се користи и ако веќе е толку актуелно во спортските центри, треба да обрнеме внимание дали се употребуваат или повеќе се злоупотребуваат. Здраво, Паки. Здраво, многу добро кажа. Се кажа, не треба ништо повеќе да зборам. Многу добро кажа дека се злоупотребуваат и тоа ќе биде темата на зборување. Од старт би кажал дека ова не е подкаст во кој што промовираме користење на допинг, хормони и Оземпик, напротив, и не е ова епизода во која што ќе даваме насоки како се користат. Само ќе кажеме од општо и од лично искуство плусови, минуси, добри и лоши страни, повеќето се секако лоши. Затоа е препораката да не се користи. Како што кажа, ова е доста популарна тема, препопуларна, ама многу тивка. Се шепка, се збори во сите кругови. Гласно се шепоти. Да. И е преважно бидејќи илјадници луѓе го користат допингот. Не зборам за елитни спортисти, зборам за рекреативци. Го користат илјадници луѓе, меѓутоа јавно премалку се збори, исто како со наркотици и алкохол. Па затоа ние сме овде да отвориме таа тема. И се радувам што и наскоро ќе имаме еден познат доктор ендокринолог кој што ќе ни опише овие сите ситуации од негов докторски аспект, какви искуства тој има, со што се соочува, какви спортисти или неактивни луѓе доаѓаат со хормонални проблеми кои што настанале дел од користење, злоупотреба на стероиди, дел од некористење, туку од различна причина во животот, супресирале или изголемиле хормони. Па затоа многу важно да се отвори оваа тема. Свативме дека во животот е најважно да немаме табу. Така е. Дали со табу на тема алкохолизам, дали ставање под тепих за наркотици, за други предрасуди, важно е да немаме табу, да ги отвараме овие теми и да сме погласни. Така ќе се решат сите проблеми. За да ја погледнеме вистината. Апсолутно, да. Како претходната епизода со Ивона, многу табу теми кои што сите дома ги збориме и ги имаме тие проблематики, можеби цел живот некој се соочува со таа борба. Со Ивона ги отворивме и ми се свиѓа што фалови што добивме предобри реакции и комплименти за тоа како го водевме подкастот. Пред се поради искреноста на Ивона, без неа немаше да биде таа епизода таква кој што е. И многу луѓе ми пишаа, особено многу жени кои што се пронашле во таа приказна и на неа ја опишаа дека многу се благодарни што се осетиле дека не се сами, дека некој друг зборува за тие проблеми и дека денеска е нормално да заглавиш во некој круг во животот. Дали е со коцка, дали е со дрога, дали со дебелина, дали е со храна како најголем порок. Еве сега ќе зборуваме за стероиди. Нормално е да се каже и да се признае на себе и на најблиските или пак на стручно лице што е проблемот што го имаме со цел да добиеме помош, инаку во спротивно помош нема да добиеме. Да, одлична епизода како што кажа и прво браво за храброста на Ивона, затоа што тоа е навистина храброст да се сподели. Поготово знаеш кога човек ќе се ја сподели маката и со нешто со кое што се бори можеби и цел живот, нели? Пошто така Ивона кажа од кога знам за себе, нели? Да. Има таков проблем. А од друга страна тоа е добро за луѓето кои што осудуваат, затоа што многу лесно е да се осуди, а многу е тешко да се застане во таа другата страна. Да се разбере. Да се разбере. Така да супер што се отворија теми, сметам да како што кажа дека не треба да имаме табу теми, треба да збориме на темите, треба да знаеме кои се добрите, кои се лошите страни и да имаме малце повеќе соочувство и емпатија, без разлика дали некој ти се допаѓа или не и дали го поддржуваш тоа или не. Но емпатија сметам дека треба да постои кај сите од нас, пошто тоа е некако најчовечното, длабоко во нас. Апсолутно. За пред да почнеме со оваа тема, јас би сакала, можеби некој не знае, јас би споделила сега дека веќе од пред 2 дена го активиравме нашиот веб сајт pakigram.com, на кој што може да најдете тренинзи
со видео програми и исхрана. На нашиот сајт може да најдете тренинзи, план за исхрана, полуперсонализирани програми, па ќе оставам тука повеќе ти да кажеш, затоа што тоа е проект кој што заедно го работевме, но мислам дека после скоро година и нешто го правевме, е направен освен со многу знаење и искуство, со многу љубов. Баш да, со многу љубов. Да, ова го правиме стварно од љубов. Први ни било љубов, па ни станало професија. Среќа, ете што живееме во некоја дигитална ера каде што можеме да го мултиплицираме нашето знаење и да се клонираме на повеќе места, во случајот нели со нашата професија. Персоналните тренери како професија се супер, меѓутоа сме лимитирани. Одамна не сме персонални тренери, сме онлайн ментори и тренери, меѓутоа и така сме лимитирани со мануелно водење на клиентот еден на еден преку апликација, слушање, гледање или видеокол, сме повторно лимитирани, а вака на база на вебсайт во кој што имаме преку 25 програми вметнати за 25 различни профили и категории на профили на луѓе, на телесни рамки и метаболизми, самиот алгоритам ќе одреди која е идеалната програма според вас, за вас. Така да на вебсајтот имаме, како што кажа Марија, програми за исхрана, програми за тренинзи, за стварно достапна цена можете да добиете многу информации кои што не речиси туку повеќе од 20 години ги абсорбирам, учам, практикувам, со љубов ги живеам и што е најважно ги практикувам, не само учам. И сметам дека моравме да направиме некоја таква достапна ефтина програма до кај што можеби ќе допреме до многу луѓе кои што не можат да си дозволат онлайн коучинг или друг тип на услуга која што ја нудиме. И во тој програм може да се најде и насоки за регенерација, насоки за опоравок на телото после силни тренинзи, минерализација, витаминизација, хидрација, работа на хормони и слично. Така да мислам дека цел фул пакет има спакувано во една програма. Да, баш како што кажа, има и едукација, не е само оброци, тренинг систем, еве само оброк. Да. И само не кажав, таа програма е предвидена 8-неделна програма. Тамо се опишани оброците, предвози за оброци, некој има заменски оброци, број на макроси и калории, дневен лимит и слично. И се надеваме дека сите ќе имате резултати, сите што ќе купите таква програма, па да ни пишете, очекуваме за резултатите, за ефектите и ние да се радуваме. Супер, одлично. Може да преминеме на нашата тема и ајде за почеток, што се тоа стероиди? Накаво најкратка верзија, зашто верувам дека можеби ќе има луѓе што ќе го гледаат овој подкаст и не се запознаени, слушнале, ама не знаат што се стероиди. Да, стероиди како збор малце грубо звучи, дали? Како некој кој ќе каже дрога. Многу сериозно и темно, некако е темната страна. Па темната сметам дека е темна затоа што кога ќе се каже стероиди е малце злоупотребени и затоа е така темно звучи. Да, не потсеќа на нешто од кој што ќе имаме последици. Како ќе каже некој порокот следува после порокот, следува некој проблем од кој треба да се лечиме, нели? Така и со ова, стероидите се предвидени секако за луѓе и за животни. Не се предвидени за вештачка интелигенција, за роботи, за користење за нас. Меѓутоа, она доза на употреба за лекување е далеко од она доза на употреба во спортот или злоупотреба кај рекреативци. Во превод стероиди што се? Самите ние како живи организми имаме во нас хормонални стероиди, само што сега денеска ќе збориме за синтетички деривати кои што настануваат по различен начин, а луѓето ги користат, ги вбризгуваат или преку орална форма или инјективна, ги вбризгуваат со цел да подобрат или уништат некој механизам внатрешен. Дали е тоа хормонална поддршка, некоја жлезда, дисфункција или неправилна функција на хипофиза и слично. Едноставно дизајнирани се тие лекови со добра намера, меѓутоа медицината во тоа време, пред многу години, не знаела дека во тој смер ќе забега работата и дека ќе се појават луѓе кои што ќе злоупотребуваат агресивно дози, бидејќи обично најголеми корисници на стероиди се оние луѓе на кои што не им се потребни стероиди. Додека на оние што им се потребни се под надзор на лекар, не сум слушнал никогаш да им се случило нешто добро. Тоа е исто како со аналгинот. Нели, пример, аналгин, бидејќи ти пред малку се напи, те болеше глава, аналгинот е помошно средство. Ако го злоупотребиш, ако испиеш една лента, а не те боли глава, најверојатно ќе осетиш нешто лошо. Така да се постои ефекти и сајд ефекти, употреба и злоупотреба.
али тоа се хормоните се буквално ние ги имаме и телото наше ги произведува во одредена мера или во голема мера. Па стероидните хормони како синтетички деривати се тука да ги супресираат, намалат или зголемат оние недостатоци и аномалии што ги имаме. Не се за ние рекреативно да туку така да зголемиме гради или рамења преку патна синтетика. Тоа е веќе Тоа во што сме дефицит, инјективно може да го додадеме. Значи, она што нашето тело не може доволно да го произведи, можеме да го внесеме благодарение на медицината, да го надокнадиме тоа што нашето тело не може да го произведе. апсолутно На најпрост да. начин е да кажам. Најпросто како што кажа со инсулинот еве. Чисто луѓето не го сметаат дека е стероид, али е сепак хормон мокен. Ете така. Меѓу Одличен пример за да го оближиш малце повеќе. Да не е така страшно, бидејќи секој од нас има по некој близок во фамилија, за жал што е диабетичар и користи инсулин. Инсулинот спаѓа во таа забранета група, нели, за рекреативци, меѓутоа и злоупотребene, ќе збориме подоцна, во кои спортови. Но и тоа е една мокна алатка, мокен можеби најанаболичен хормон, кој што прави страшни реакции, ефекти и сајд ефекти во телото. Зависи како ќе го користиме и перцепираме и дали ни треба или не. Сакам да кажам еден пример кој што врши страшен механизам од кој што луѓето стануваат независни, туку не можат без него да живеат, пример диабетичарите. Среќа што постои тој хормон за да може ние да функционираме доколку сме диабетичари. Така. Така да не е се така црно. Постојат и многу добри нешта, односно сите се добри за добра намена, за лоша намена и примена се секако ќе се појават последици. Добро, а кажи ми, зошто најчесто луѓето користат стероиди, допинг, дури еве сега нели по ново Оземпик? Да. Зошто најчесто луѓето користат? Сега не ги збориме лицата кои што ги кажа, кои што имаат дефицит одреден хормон, него општо ете рекреативно зошто луѓето користат? Па од различни причини ги користат, многу различни категории на луѓе од различни побуди и причини користат. Например, елитните спортисти, еве да ги земеме, тие проатлети, дали се тенисери, одбојкари, денеска баш може да кажам и подоцна има фасцинантни вести и факти дека шахисти и пинг-понгари и пикадо мајстори користат допинг. Одреден тип на допинг кој што им прија во нивниот спорт, не оној бодибилдерски класичен допинг. Повеќето еве да кажам елитни атлети го користат тоа за поместување на оние граници и стандарди на дали се тоа олимписки рекорди, светски или во нивните спортови, граници поставени од некои можеби природни атлети или пак исто синтетички резултати, за да пробиеме некоја бариера. Рекреативци луѓе користат поради различни, можеби најчести се оние типови на користење поради психолошки недостатоци и самодоверба. Бидејќи живееме во некој надпреварувачки свет, надпреварувачка средина во која што сите се тркаме. Се тркаме со пари, се тркаме со статус, се тркаме со мускули. Со време. Со време се тркаме, али еден меѓу друг многу се тркаме општо ние луѓето. И денеска кај мажите мускулите се некако репер за многу работи, за жал, а не треба да се репер за многу работи. Ни па парите треба да се символ за многу работи, нели? Супер е да ги имаме и мускулите и парите. И треба да ги имаме. Треба да ги имаме, да се бориме, меѓутоа во нашиот домен и во нашата насока, не да се такмичиме со другите, нели? Супер е да имаме надпреварувачки дух, меѓутоа проблем е кога сакајки да бидеме подобри од некој, тоа ни е поважно отколку важноста на здравието. Многу луѓе го губат своето здравје за да се најдобри во својот спорт или најдобри во својот бизнис и на долг рок тоа секогаш е неуспех. Нели, губиме здравје, а со тоа губиме и статус. Џабе што сме изградиле статус преку мускули или преку скапа кола. Од таму се враќаме дека причината, најголема причина е таа. Надпреварувачкиот свет ни дава некое напорно темпо дека мораме да сме ние мускулести, големи, рака 50 сантиметри, мора 200 кила на чучневи да се крева. Некако имаме некое вештачко темпо кој што сами сме си го создале ние човештвото и од тука доаѓа она злоупотреба на стероиди, надвор од таа рамка на употреба. Па ќе кажам, од некоја минимална употреба немам слушнато и немам видено на некој да му се случи нешто. Исто е како со онаа нездрава храна, нели? Од една чашка виски или нутела една лажичка, никој не е умрел. Али ако живееш ти со храна од Макдоналдс и со виски, најверојатно ќе ти се случи нешто лошо. Така да проблемот е во дозата, не во
Проблемот е во дозата и во долготрајноста на користење. Тоа е многу важно. Ова се што го зборише за спортисти конкретно до сега спортисти и за оние рекреативци, кажав дека они живеат во надпреварувачка средина, не само елитните спортисти некако имаат како валидно одобрение да користат. Так. Иако кај нив е забрането со закон, кога ќе слушнеме дека некои тенисиери го фатиле со допинг, секојдневно јас иследам на ВАДА листата. ВАДА листа е светска антидопинг агенција. На ВАДА листата ги гледам оние компоненти и елементи што ги додаваат или одземаат, најчесто ништо не одземаат, додаваат. Се шири листата на забранети супстанци и постојано гледаме кои кошаркар, фудбалери, елитни фудбалери паѓаат на допинг тест. Односно, многу од нив користат, меѓутоа кој од нив е фатен, тоа е крадецот, кој ќе е фатен, како краде, тогаш е крадец, тогаш не е. Не да не кажам сите, ама многу користат. Така да кај нив некако е окей, ќе речеш, добро, он животот го посветил на тоа. Ако ќе слушнеме дека пожалното е тоа дека некој дете од 17 години што току почнало да тренира, сака веднашка денаска одма денес резултати, не му се чека, па посегнува по допинг, тие се оние забранети категории што не смеат ни да помислуваат и највеќе едуцираме за нив. Апел и порака испраќаме до нив, бидејќи реално убаво плажа тело, здраво тело, пред се прави на многу природен начин со многу убави суплементи, бидејќи за разлика од порано, сега имаме стварно предобра палета на суплементи кои што некако се доближува ефектот на кај стероидите, да не бидам погрешно сватен, стероидите се друга димензија на ефекти, меѓутоа се доближуваат оние ефекти кои што малите дози на стероиди ги прават, меѓутоа тие суплементи не прават штета, не прават ни хормонална, ни ментална, ни физичка. Така да треба сме среќни што живееме во волку комфортна ера со толку убави инструменти за користење околу нас. Кажи ми, какви типови на допинг постојат? Па да, постојат многу различни типови. Баш онака. Ако можеме така да ги поделиме како типови. Да, па се делат претежно сите се имаат една како заедничка изрека име. Тоа се ги викаат на англиски PEDS. Што тоа значи? Во превод, да не зборим многу странцизми, субстанци за подобрување на перформансите во превод на македонски. PEDS, културно кажано, бидејќи стероиди или роидс звучи грубо, PEDS е така по-медицински. Најчесто тие се за подобрување на перформанси, кој што кажам. Сега перформанси е широк поим и спектар. Перформанс може да е психолошки, може да е има стероиди кои што подобруваат когнитивни функции, меморија, подобруваат нервен систем. Како што подобруваат, мора од старт да кажам дека така влошуваат многу механизми. Значи не е се така розева дека ќе ми подобри мене фокус и сон и расположение, ама ништо нема да страда. Не. Стероидите работат на тој принцип да за да подобрат еден механизам или два механизми во телото, расипуваат други три. И потоа ние што правиме? Ние земаме лек кој што треба да ги оправи тие три оштетени и тие лекови за надополнување на тие празнини предизвикуваат други сајд ефекти кои што можеби не ги знаеме и ние живееме во некој лавиринт од кој што многу тешко се излага. Ако не знаеш што правиш, ако немаш ментор, лекар, ендокринолог или некој протренер, стручно лице да те упати, тој лавиринт е многу тежок. Значи, тоа е идеално тешко како да се извлечеш од коцка. Гледаме примери од коцка кои што луѓе 20 години не можат да излезат. Некој ќе рече, прекине да играш. Не може, тешко е. Као треба да имаш мајндсет и помош. Стручна? Во превод градиш, но нешто рушиш. Градиш, рушиш. Тие механизми, знаеш. И тоа е, како што кажа, буквално вртлок. Вртлок, да. Пеколен круг од кој што се излага, ако знаеш како и ако не си претерал. Ако си претерал и си направил трајна штета, ќе се сноши со тоа. Едноставно живееш со таа последица и тоа е тоа. Реално постојат стероиди кои што подобруваат многу не прават супериорни во однос на перформанси, да кажам брзина, експлозивност и се затоа се употребуваат во одредени спортови. Други стероиди делуваат врз исклучиво врз опоравок. И се тој опоравок ни носи и други бенефити, многу добри. Меѓутоа, ако почнеме да ги гледаме само добрите, изголемуваме на доза, сакајќи да бидеме суперхумен,
тука се губи тој сенс и тука настанува проблемот. Бидејќи ние ги гледаме често пати надворешните проблеми, надворешните ефекти, оние козметички убави ефекти, позитивниот дух и елан што ти го дава тој хормон, меѓутоа бидејќи моментално не се појавуваат внатрешни промени, си мислиме дека нема сајд ефекти. И си викаш, добро е, расте мускулот, расте силата, се осеќам добро, меѓутоа за да се случат надворешни промени, мора да се случат внатрешни механизми. Нема како само по себе онаа розева слика, ми се десија ефекти, ама немам сајд ефекти. Такво нешто не постои. Или пак не си чекал доволно, почекај ќе те стигнат. Или не се можеби многу видливи? Или не се видливи, да. Знаеш, реално работа погрешна или проблем на бубрежната функција или проблем со јетрата, ти не можеш да осетиш со еден циклус користење стероиди. И тоа не е видливо. Не може тебе дома или во друштво да те приметат дека ти имаш проблеми кардиоваскуларни или дека ти имаш густа крв. Можеби ти си потенцијален носач на тромб или срцев удар или висок притисок, ај високиот притисок се осеќа, да. Ќе го измериш, ќе видиш дека нешто е, ти се магли, ти се врти, проблеми со инсулинот ќе го осетиш, али некој тоа е така проклето лошо направено да можем внатре да се распаѓаш, а ти да се осеќаш супер. И на некои крвни слики дури нема да ти се прикаже тој проблем што ти настанува или што е во ерупција. Така да мора редовно крвни слики ако веќе се прави тоа. Така да постојат многу различни типови на допинзи. А кажи ми, дали ствараат зависност? Зборам и физичка зависност и психолошка зависност. Било кој од овие стероиди допинзи. Дали создаваат и ако создава, дали се тоа долготрајни, дали како што кажа буквално дека треба одвикнување како, не знам, коцка или алкохолизам или дрога? Да, многу ствараат зависност. Реално, баш како и секој порок, никотинска зависност. Фактички, ефектите, силните и преубави ефекти на тие хормони ствараат чувство дека ти сакаш и мораш да живееш со нив. Дека нема како поинако. И многу луѓе со претежно со слаб карактер, кои што рекреативно злоупотребуваат стероиди, кога ќе пробаат таква суплементација, да кажам, препарат, не сакаат да живеат без неа, бидејќи им дава нешто што цел живот го сакале. Супериорност во работа, самодоверба, дори преголема самодоверба, дава нереално високо либидо, сексуална супериорност, дава како што не дава ни еден храна ни суплемент. На тренинг си непобедлив во однос на своите рамки, не зборам со други. Непобедлив, па и почнеш да ти доаѓа желба да се надпреваруваш и со други, бидејќи егото расте, сакаш да доминираш во таа средина, теретана, и дава некои малку позитивни, но многу негативни психолошки перформанси, подобрува, меѓутоа и уништува многу, бидејќи реагира многу врз расположение, односно во варијација на расположливи мудови. Во смисол, во текот на денот можеш да си три различни личности. Зборам за оние што се лабилни и што користат поголеми дози, може да човекот да стане не биполар, туку триполар. И буквално, ама на него тоа не му смета, он го гледа само доброто, дека растат мускулите, дека се подобрува и дека можеби на надпревар ќе победи или на Инстаграм ќе стави добра слика и тоа го води. А околината можеби за него да креира веќе многу лоша мислење, меѓутоа таквите луѓе се малку посебични. Гледаат само на нив да им убава, не на околината. И на тој начин создава зависност, бидејќи ефектите што ги дава моментални, а при тоа не се гледаат сајд ефектите, дава чувство дека не сакам да прекинам со тоа, давај ми уште, и луѓето често пати мислат дека поголема доза е и подобар ефект, а тука лежи проблемот. Бидејќи оние ако сакаме само добрите ефекти да ги видиме или да ги слушнеме од допингот, тоа се во екстремно мали дози. Толку мали дози да се онака тераписки дози. Меѓутоа тоа никој ретко кој го прави. Сите идат. Има други стандарди за користење на стероиден циклус, некако сите почнуваат со 500 мг, а тоа можеби треба да е врвот на некој надпреварувач, не на почеток на рекреативец. Затоа што ги наброја са сите оние добри работи што еден човек може да ги почувствува при користење на тие стероиди, но паралелно да создава и големи здравствени проблеми. Прашањето ми е дали кога ќе почнат да создаваат тие здравствени проблеми, тие добрите ефекти се уште ги чувствуваат или преовладуваат овие лошите? Да, тоа е многу индивидуално, многу релативно.
низ годините сум видел многу различни случаеви кои што различно реагираат. Различни естери, различни дози реагираат кај различни типови на луѓе. Тоа е фасцинантно колку е делумно и генетска лотарија тоа, а и рандом однесување на телото, рандом прифаќање на и респонд, одговор на телото на различни намирници. Така и со суплементи, само што кај стероидите тоа е по-драстично и изразито. Да, саид ефектите се силни и ефектите се посилни нормално. А што ме прашаш со прашањето главно? Мислам дека само уште јас те прашав дали доколку се случат овие непосакувани дејства, дали овие посакуваните се уште траат, па паралелно се или веќе овие посакуваните се губат и веќе настанува само еден поголем и поголем проблем, ако не се санира, нели збориме. Да, па и двете паралелно знаат додат. Искрено имам многу случаеви видено и наши и странски и по мои клиенти каде што човекот станува отруен, а не набелдан. Браво. Тоа значи дека може да се случат сите саид ефекти, а при тоа да немаме ефекти. Браво. Тоа е жалната вистина што сакам да ја потенцирам повеќе кратно. Зошто? Бидејќи за да се случат промени со стероиди или без стероиди, нема врска, треба да се случат многу поважни претходни работи, база на случувања, тоа се силен тренинг со силен интензитет, здрава храна, редовен опоравок преку природни, а не синтетички елементи, сон, минерализација, суплементи. Ако сето тоа го имаме подмирено, па некако да искористиме таков џокер, можеби држи вода. И да напоменеме со стаж. Со стаж, веќе кој што има изградено сериозна база на мускулатура, и кога тој човек ја користи, веќе ситуацијата е друга. Не дека е за него супер да користи, меѓутоа кај него има некаква логика да користи. Меѓутоа, тоа е исто како со некој што никош во животот не пробал алкохол, наеднаш да испие флаша виски или што и да е. Као нема логика никаква. Почни од мала чашка ако веќе сакаш да влезеш во тој свет на пороци. И проблемот е што, како што кажав, сум видел многу отруени, а не набелдани тела. Тоа значи дека стероидите не ја прават разликата во тело. Стероидите даваат еден левел ап, чекор, ако имаш стигнато до некоја сериозна стагнација и при тоа си сериозен, онака страствен вежбач и сакаш да го посветиш животот и да ти стане професија фитнесот, може би е знак прашалник да користиш или да се обратиш до стручно лице ендокринолог. Не сме тука ние денеска да даваме медицински совети, меѓутоа кажуваме што е логично, што не од нашата историја и искуство со вакви атлети или рекреативци. А да, како што кажам, може да се случат и паралелно, да се случуваат и висок притисок, кардиоваскуларна работа, откажување или некоја блага дисфункција на бубрезите, создавање на тромб, гушење при некои силни синтетички деривати како тремболонот, може да се случат. Луѓето обично ги гледаат при мала употреба, ги гледаат само дерматолошките проблеми. Акни, црвенило, еритем на лицето, еритемот може да е најчесто грб, масна кожа на грб, многу влакна, кај жени особено што користат се случува мутирање на гласот, кај жените тоа е трајно, бидејќи тестостеронот не им е реверзибилен како кај нас мажите, опаѓање на коса на главата, растење нагло на телото, добивање на машки црти, машки алфа однесувања, женското почнува да оди како машко, почнува да дава резултати на спортот или зашто и да го користи допингот, да дава сериозни резултати блиску до машко тело. И растат и ногти и кожа, што е многу интересно. Зашто кај користачи на стероиди, зашто се случуваат повеќе проблеми, односно повреди. Некој ќе рече како користи суплементи, стероиди, они ги маскираат повредите. Бидејќи мускулатурата често пати расте побрзо од тетивите. Се шири она мускулна конструкција, а коскената конструкција останува иста, бидејќи таа не е толку така променлива и жива како мускулатурата. И можеби лактите, односно тие тетиви, најчесто лакт, кичма, рамења или препонски дел, да буквално да излезат од рамките тие мускулни влакна, надвор од генетска наша рамка, и тука се случуваат проблеми со тениски лакти. Многу има бодибилдери кои што злоупотребувале стероиди, а се повредени. Што значи дека коските не можат таа тежина да ја издржат, што Не, таа промена брза не може да ја трпат. Не се создадени за така да пораснат коските 3 сантиметри, нели? се создава еден голем дисбаланс. Да, едно стагнира, друго напредува, ние тоа не го мислиме во моментот, и кога ќе се случи повредата, болката,
И често пати многу бодибилдери не можат да продолжат со својата кариера не надпреварувачка, него ни тренерска. Што е жално, нели, може да ти штети на професијата како тренер, а да си целиот повреден, што е многу кажува за неискуството на тренерот или пак алчноста за брзи резултати. Така да се случуваат и внатрешни и надворешни промени, наше ако веќе користиме да ги приметиме, да ги детектираме и да ги санираме ако не е прекасно. Значи, зависноста може да биде и физичка и психичка од ова, како што Да, што апсолутно. кажа. Најчесто психолошка. Повеќе психолошка него физичка? Повеќе, Според тебе? бидејќи чувството, бидејќи искрено стероидите се многу преценети на тема ефекти, визуелни ефекти. Сум видел многу илјадници примери кои што се отруле од хемија, никош не направиле мускули, никогаш буквално, претежно мажи, но многу моќно делува на нашата психологија. Тие хормони се претежно повлијателни и супериорни врз психата и заради тука викам дека е повеќе психолошка зависност. Би се согласила со тој момент што го кажа претходно, барем е во моје искуство, затоа што сум работела во многу теретани и сум била сведок, мислам, транспарентно збореле луѓето, мажите конкретно за стероиди дека земале, а кога ќе ги видиш, не изгледа дека воопшто вежбаат, а не дека земаат допинг, а како што кажа ти, тоа се зема веќе од кога ќе имаш стаж, од кога ќе имаш искуство, од кога ќе веќе имаш изградено тело, па за некој поголем буст. Се согласувам со тој момент дека голем процент на луѓето земаат стероиди, а не изгледа дека вежбаат. Да, За жал. тука има еден исто интересен момент, многу реално тоа од искуство сум го научил. Низ мене и низ многу клиенти, низ читање секојдневно, јас сум обсесиран со мојата работа, нормално си обожавам и следам и подкасти амерички, руски, секакви. Знаеш, едно имам сумирано, тој што не знае да направи мускули со креатин и протеин, нема да знае ни со стероиди. Браво. Бидејќи патот на градење на мускули е едноставен, нормално, зборам за оној лимит природен на човекова рамка, колку што телото може да оди според твојата ДНК, според твојата генетика, колку може да оди. Да, може да ја поместиш генетиката, да создадеш нова епигенетика, меѓутоа тоа не може да е до 120 кг чиста картина, чиста мускулатура. Тоа веќе се знае како се стига до таму. Меѓутоа, стероидите не се гаранција за успех. Мајндсетот, пристапот кон храната, кон тренингот и упорноста, и најчесто долготрајноста, издржливоста во процесот, те прави да си ти сериозен вежбаш, да изгледаш добро и при тоа да си здрав. А самото земање на стероиди, буквално од тој момент потпишуваш дека ти си веќе во некој проблем. Сега, ако го контролираш проблемот, како што зборевме со алкохол и коцка, може да имаш среќа и да поминеш. Недопрено. Може би. Има и такви случаи кај што злоупотребували ден денеска живеат до 80 години, не дека тоа е сигурна смртност, за да не го отцрниме до толку, ама еден real talk му е дека воопшто не е розево. Така да многу луѓе има кои што користат, меѓутоа никогаш не пробале во својот живот да направат некоја барем 3-4 годишна база природна од мускули, да видат дека и без тоа може. Али многу социјалните мрежи ни даваат, како што кажав, трка во многу работи за да брзаме, да брзо да постигнеме нешто. Би се надоврзала на баш на оваа тема. Исто од искуство низ теретани, како што би сум работела и вежбам и слушам, нели, такви моабети. Многу млади деца посегнуваат по стероиди, слушајќи совети од луѓе кои што апсолутно не се разбираат од сите овие, без разлика кои, да не ги именувам, пошто не ги знам да ги именувам стероиди или имењата нивни, не е ни важно. Само со таа цел дека тоа зголемува мускулатура, како што ги кажа, само добрите ефекти се случува тоа, ми се случува тоа, и јас тоа сум го слушала дека дава такви совети. Значи, ова е порака за сите млади. Доколку, значи, ние не сме за, но ако веќе вие посекако земате, консултирајте се со ендокринолог, со човек што ги знае тие работи. Ако веќе не сум за, не препорачувам, не поддржувам воопшто, ама не можам, Кога знаеме дека не се можам форсира, јас да го спречам тоа ако веќе нештото постои. Да. Да биде повеќе некоја употреба отколку злоупотреба, иако сепак тоа, како што кажавме, до некаде оправдувачки за некои спортисти кои секако тоа го конзумираат со стручно лице. Ти Да, извини, знаеш, или пак оправдани
тоа е затоа и се наменети кај луѓе кои што имаат сериозна аномалија. Тоа веќе не ни го Има спомнуваме. луѓе, мали Тоа веќе деца, се подразбира. да, мали деца кои Тоа што е лек, живеат. тоа е веќе лек. Да, тоа е лек. Тогаш е зелено светло, тогаш е доброто. Тогаш Она, треба. Тогаш е ангелчето, не е ѓаволот. Тогаш препорачуваме. Да, апсолутно, тоа нели докога го одобри доктор дека детето има недостаток на хормон на раст или на тестостерон, апсолутно е поздраво да живее со синтетика. Како со диабетичар, со инсулин не можеш да му кажеш не зима инсулин, не е Така добро, е, тој така ќе го е, снема. така Ќе го снема и тоа е веќе проблем. Затоа викаме не можеме да ги отцрниме сите нешта. Постои лекот за среќа што живееме во развиена доба во кој што имаме помош од фармацевската индустрија. Не е се така дека она е мафија и сака да не уништи. Така. Постојат нешта кои што ни спасуваат живот. Се согласувам. Си спомнал неколку пати дека и ти си користел стероиди. За сите оние кои што сакаат да го навредат по коментари, не го вреѓате. Ме интересира кога почна и кое е твоето прво искуство со стероиди? Која е твојата промена што ти ја почувствува и кои перформанси ти ги подобри? И вакви прашања има, не кажеш? Како кај Ландов на претресница. Да си станам или не? Збориме реално, транспарентно и баш како што кажав, ти си зборел на овие теми. Да. И твоето искуство треба да го, не само искуство на клиенти, него твоето лично искуство треба да го споделиш и е идеална прилика. Да, реално сум го зборел ова повеќе кратно на подкасти, не сум навлагал длабоко бидејќи друга била можеби темата. На подкаст кај што е сосема некоја друга тема, а е опфатен малце спорт, нема ни потреба, не е таква публиката да зборувам на таа тема, да. Немам ни проблем со тоа, апсолутно треба да се збори за тоа, бидејќи имам искуство и не сум прочитал денеска на ChatGPT на темава па да споделувам информации, него ја го живеам спортов 20 и нешто години. Баш со Марио, ќе поздравам Марио, и со Марио Јовановски имам пред 2-3 години многу добар, па не беше подкаст, тогаш беше така, аматерско наше видео, снимено од љубов кај него дома. Ама квалитетно. Квалитетно, да, имаше баш онака многу прегледи и ми се свиѓа што беше добро прифатено и од вежбачи и од невежбачи, бидејќи исто така упативме добра порака. И Марио си кажал како дете што има користено, како користел, дали и колку се кае, одлично, супер кажавме. Избораме таму подлабоко за естери, за комбинации, што треба, што не треба. Моето прво искуство беше на 2010 година. Тоа го направив од кога решив дека животот ќе ми биде фитнес и бодибилдинг и од кога решив дека дефинитивно ќе се надпреварувам. Бидејќи реално прогрес во надпреварувачки води во овој спорт не можеш да имаш, освен ако не си генетски еден во милион фрик, некоја генетска рамка која што е стварно една во милион. Па и таквите имаат докаде може да одат природно, меѓутоа се знае, овој спорт ако не користиш нешто што ќе ти ги пробие тие точки на стагнации, нема да си конкурентен, едноставно. Дали тоа од првото твое такмичење или после првото твое такмичење? Првото мој надпреварување, али мора да кажам, тие сите што ме знаат, баш ќе прашам Марче дали може да оди слика моја додека зборам. Имам 2-3 слики каде што пред да земам прв пат хемија, искрено личев како за настероиди. И тогаш многу се љутев, бев дете, не знам 23 години, колку имав од 2010-та, невидно, ќе израчунам, 23-4 години. Многу. Првото моје надпреварување, не можам да кажам дека беше тоа циклус, бидејќи беше онаа баш капки за очи. Сум немал ни пари, ни познаења и сме немале на лагер, било стварно онака ситници сме земале. Меѓутоа до тогаш имав направено сериозна мускулатура и сите мислеа дека користам нешто. И тогаш се убедував, се колнев, не бе не зијам. Те вреѓаше тоа? Па у тој момент ме допираше многу. Многу се правдав и другарите викаа, не се правдај бе брат, не се правдај. Јас давав отпор, некако се борев со тие моменти, а сите ми збореа, бидејќи имав можеби импресивни вени, раменици од моите генерации, немаше таква некоја слична градба. И не верува дека природно може да се и немаше шанси, да. Имаше некои дечки што се згодни дефинирани, меѓутоа беа спортисти дефинирани, ама мали, ситни, онака по-слаби. И јас како што почнав да градам маса, личев како за на хемија и не ги обвинувам тие што ме обвинуваа, бидејќи најверојатно сум личал. И јас се враќам себе си, и ја можеби сум покажал со прости како дете сум осудувал некој што ми личело дека зима стероиди. Толку сум знаел. Можеби стварно зимам, можеби не. И памтам дека прв пат кога се решив си викам у себе, сега ќе признаам.
Сега земам и сега на овие сите што ме убедуваат ќе признам. Барем да знам зашто ме Барем да зборат. знам, да. А кажи ми колкав стаж Али- на вежбање имаше до тогаш, до пред да земеш? Па добри 6 години, можеби 7. Активно вежбање. Без ниту еден промашен тренинг. Од кој првата година, две, можеби не бев нешто профи во храна, точен и ригорозен, али потоа бев онака баш под конец се. И искрено да не се решев да одам, влезам во надпреварувачки води, у професионални води и да го работам, тоа најверојатно никад немаше ни да пробам, ни да помислам. И знаеш, од овој аспект зашто никогаш не би пробал. Најреално, да знаев дека толку мали ефекти има на водност на прогрес, немаше уопште да ја скинам таа невинност во рецепторите. Немаше да пробам реално, бидејќи првото мое сретнување со синтетички, со капка на тестостерон, беше разочарување. Бидејќи јас до тогаш имав направено сериозна мускулатура, сериозна сега, да не бидам, ја не сум Рони Колман Шварценегер, зборам од мојата генетска рамка, сум постигнал нешто за мене недостижно. Сум го сонувал тоа и сум го стигнал. И сега моментот очекував дека ќе ми се смени мене градбата и ќе станам Hulk. Јас после 6-7 недели, мене ништо посебно не ми се случи. И првим помислив дека е фейк хемија, не, оригинал беше и тоа бев тажен. Си викам, чека, ако ова е тоа што чекав, као не мораше да го зијам и веќе не зијам. И тука си помислив дека чекај, можеби се екстремно мали дозите, можеби до дозите. Следната сезона пробав нешто плюс. Ништо посебно не ми се случи повторно, освен што, ете, можеби судија надпреварувач, судија на надпревари ќе приметат разлика во однос на васкуларност, онаа спремност на сцена, ќе осети разлика. Меѓутоа, обични луѓе евиден денеска не знаат да проценат дали ја зимам или не зимам денеска. Бидејќи мојата база и густина и она маса матюрити, зрелина е доведена и без хемија. И така да, затоа сега кога пуштаат профили, брат, дали што мислиш, овој зима? Да си те викам, може и да не зима. Така. Ако е човекот, гледаш дека 20 години во истата форма, и како што бил натурал, најверојатно и не зима. И може и да зима мали дози. Така да наше не е да осудуваме, наше е да годиме нашиот пат и да помалку предрасуди да имаме, али како што кажав дека не дека се каам, него не би земал. Од овој аспект да знам дека и тие се на ефекти нежни и се преценети, не би земал. Сега, не сум пробал во животот никогаш да направам сериозен циклус со големи дози. Можеби ќе се случи нешто, сигурно, меѓутоа и ќе се случат и многу последици. И за да не ги видам последиците, сум сопрел на таа тема бустање его и дози и некако ми се смени мислењето. И сега некој кога ќе ме праша секогаш, особено млади, кога ќе ми пишат, брат, што да земам, дали да земам прва шема. Шема е во превод некој сленг на циклус. На сите ги прашам, не си земал? Да. Добро изгледаш, не земај. За да напреднеш, сигурно грешиш некои работи, и викам, направи ги тие и тие, почекај. Ако и тогаш не си задоволен, тогаш размисли. И многу често ми е драго што многу луѓе предомислувам и после неколку години јас сум заборавил на тема и ќе ми речат, еј брат, тогаш добро е што ми рече не. А многу луѓе се лажат и злоупотребуваат бидејќи постојат многу не тренери, туку многу рекреативци кои што за среќа моментално од тие 2-3-5 циклуси не осетиле ништо лошо и промовираат дека стероидите немаат сајд ефекти. И затоа ги охрабруваат другите да пробаат. Или можеби не се уште ги немаат видено. Да. Реално. Или има некои сериозни, силни, да кажам, имунитети кои што викаш и моментално не прикажува некој ерор и проблем. Можеби никош нема да прикаже, сепак ова е генетска лотарија. Знаеш, многу индивидуални се сајд ефектите. Како со алкохол исто како со никотин, има луѓе што живеат 90 години пушат цигари. Така да не препорачуваме дефинитивно и ништо посебно не се. Тоа сум го сватил и гледам и по клиенти или надпреварувачи кои што земале сериозни дози, читам секојдневно онака баш дози, многу големи дози. Освен што финансиски многу коштаат, туку и здравствено многу коштаат. А тоа е поважно. Тоа е поважно, да. И гледам дека не им се случува промена, а се трудат. Значи, зборам за луѓе кои што сериозно си ја сватиле работата, тренираат, се опоравуваат све и немаат мускули. Едноставно немаат. Така да дозата не е решението, решението е дисциплината, апсолутно. Се согласувам. Дали спомна, мислам дека на почетокот дека во многу спортови се зема стероиди, односно допинг. Дали постои, да кажам, регулатива, дали постои тестирање на спортисти за допинг?
Да, и Зборам тоа и во бодибилдинг и не знам како што спомна ти се дури во пикадо земаат, нели да, фудбал, нели тоа ракомет. И спомна исто така дека списокот на недозволени се зголемува. Значи постојат и стероиди кои што не збориме колку се дали се штетни, него не спаѓаат во листата на забранети супстанции. Да, сите спортови си имаат некоја регулатива, не сите, повеќето има многу атрактивни, преаки спортови кои што нема допинг, не ни планираат да вметнат допинг, бидејќи ако вметнат, ќе се расипе целата организација и нема да биде толку атрактивно. Значи, ние луѓето општо како човечка појава сакаме забава, сакаме да гледаме порано, гледале гладиатори како се убиваат на сцена, зашто им е забавно. Луѓето умираат, ама они плаќаат карта за да гледаат шоу. Така и со многу боречки вештини, крволочни, баш гледаме дека крвови вилици летаат на сцена, повеќето користат допинг за таква агресија, да извадиш да убиеш човек на ринг, ти најверојатно треба да си подсвесно да имаш монструм вештина, но монструм во наводници, не мислам лошо против тие борци, или да се потикнете од многу силна хормонална синтетичка поддршка. Така да и тоа се тренира нормално, таа агресија се тренира. Они тренираат да се агресивни, не може да се нежни и спокојни на сцена. Така да во тие некои спортови не е ни планирано да се воведе допинг тест, заради тоа што ќе се сруши организацијата, а се работи за мултимилионски суми. Така да поважно е тоа отколку угледот на спортот. Поважни се парите во тој момент. А во повеќето спортови официјални, особено олимписки спортови, секаде има. Меѓутоа во секој спорт тоа не значи дека нема допингувани спортисти, има нефатени, бидејќи спортистите се претежно рандом допингувани, по некоја случајност или избор. На никој не му се кажува дека ќе бидат тестиране допинг, им се постенат преварот, на пример на фудбалерите, баш са Погба и уште некои фудбалери ги фатија со тестостерон. Замисли такви великани, ќе речеш овој животот го посветил на спорт. Ама многу од нив користат. Сега некои од нив користат брзи естери, кои што брзо излагаат од крвта, имаат short half-life, брз полуживот и потешко се детектираат. Меѓутоа, ВАДА, World Anti-Doping Agency, е сочинета од многу сериозни лекари, доктори, научници, имаат сериозна комисија и не се воопшто наивни. Ова го кажувам бидејќи постои некое општо мислење, муабет малски, дека брат, сите користат, ама не може да ги фатат бидејќи прават нешто. Моментално не може да се направи ништо, бидејќи толку е современа таа ВАДА агенција, и не може да направиме некој детокс од крвта за утре нас да ни го снема допингот. Прво, ако го снема допингот од крвта како трага, ќе го снема и ефектот. Не може дали доброто да стои, лошото не или обратно. Има добри ефекти, ама да е невидливо. Да не постои, ама ефектите постојат. Нема, тоа е лайфхак. Али многу е важно, има начин да се заобиколи тој допинг тест. Како? Како што кажав, да се користат брзи естери, некои водени суспензии или слично, кои што имаат краток полуживот, меѓутоа, како што кажав, паѓаат и перформансите, нема логика тоа да се користи, бидејќи ако мене на 1 декември ми е борбата, кикбокс пример, јас го прекинам 2 месеци претходно, ќе бидам натурален или негативен на тест, меѓутоа и перформансите ќе ми паднат. Зашто би го зимал тогаш? Оф-сезон мене не ми треба оф-сезона, мене ми треба на сезона. Друг начин е да се користат хормони, пептиди или некои стероидни нови фрагменти или што ги нема на ВАДА листата. И секогаш има нешто ново. Фармацевската индустрија стално работи на темава, ама работи знае за кого? Работи за оние проатлети, елитни тенисери и фудбалери и рагбисти, кои што заработуваат по стотици милиони годишно и кои што лабаво може да си дозволат по 2-3-5 милиони месечно за сериозна фармацевска куќа, да работи за нив и да создава многу лесно лекови за подобрување на перформансите кои што не се на допинг листата. Меѓутоа, ВАДА секогаш има агенти кои што и тоа го дознаваат, го гледаат и се е така укруг и тоа расте. Расте листата, растат спортистите допингувани, растат финансиите на темиве и по некој ќе падне на тест и тоа е црната овца. Сите го осудуваме, види го паднал Џоковиќ, не може да го фатиме, ќе му ги поништиме ние како народ. Му прават него често. Како? Му прават него често, не го фатиме. Фатат него за, мислам дека ради таквите Џоковиќ, добри инфлуенсери, ангели во спортов, ради нив
мислам дека ќе го метнат и кофеинот во допинг тест. Кај да е, мислам дека и нема да сме и кафе да пие. Со цел да биде само на веганска храна. Сакав да те прашам, затоа што спомна сега ти дека постојат некои пептиди, нели, кои што многу скапо коштат. Дали тие пептиди имаат такви непосакувани дејства како што имаат овие, да кажам, ајде познативе стероиди? Не зборам дали ќе ги фата на допинг, него збориме за негативните ефекти. Да, повеќето сега и нив ги стават на допинг листа, да, не сите, бидејќи многу брзо расте таа бројка на нови пептиди, за жал или за среќа. Они се предвидени за по-нежна употреба, у смисол по-нежни ефекти, дали се тоа претежно козметички ефекти, анти-ејджинг ефекти, на долговечност што реагираат и ефекти, хилинг ефекти, за лечење. Претежно пептидите има, за да не ги именувам по име, за лакти зглобови, тетиви, за циркулација пептиди што супресираат апетит. Има такви многу добри, да кажам добри, не ги промовирам, ама како Оземпикот, еве, тоа е GLP-1 пептид. Тоа значи дека селективно делува врз 2-3 механизми и прави помалку штета од стероидите. Не го промовирам како супер, меѓутоа има стероиди кои што имаат 8 од 10 сайд ефекти. Значи 8 од 10 предвидени последици. Тоа е сериозен лош рейтинг. Има стероиди што имаат не постои со 0, ама постои пример со, карикирам, 3 од 10 негативни последици. И тоа е рандом дали ќе се случат или не. Али битно предвидени се тие. Со Оземпик се знае отприлика што може да се предвиди дека ќе се случи. Тоа и тоа. Не може човек одма да умре, нели? Не е све така и црно, не е све и розово. Не е отров дека леле се зема и се умре. Тоа е направено за луѓе како инсулинот, али исто и тироидните хормони. Тие се исто така преопасни. Т3, Т4, тироксин. Значи тоа се лекови што спасуваат животи, меѓутоа тоа се и репетирам пиштол џеп за тие што не им треба. Така да многу е различно кој ги зима и дали знае што прави со нив. А од страна на пептидите, да, измислени се со цел да имаат некое понежно козметичко дејство или хилинг, лековито дејство, и се понежни и со последици. Точно, затоа и се поскапи. Меѓутоа, ако имаме некоја ние генетска предодреденост, и баш можебе тој пептид да ни влоши повеќе отколку алкохол или стероиди. Ајде го спомна Оземпикот. Сега малце повеќе да збориме за Оземпикот, затоа што доста се збори, не само кај нас, зборам општо во светот. Сега дојде и кај нас, нели? И дали според тебе повеќе се употребува, се злоупотребува и кога, во кои случаи ти конкретно го препорачуваш, некој твое мислење? Па стана хит, да, Оземпикот стана хит, затоа и добро да го спомнеме, гледаш, не ми текна на него како тема. Многу е важно да се даде апел дека Оземпикот прво и основно не ги менува навиките и рутините во денот. Оземпикот ќе ни помогне, можеби, најверојатно, да го супресираме оној апетит кој што можеме ние и природно тоа да го направиме. Да го супресираме со суплементација, со добра храна, со некоја стратегија и менаџирање на оброците во денот или на спиењето или кофеинот. Можеме да направиме дејство слично или исто на Оземпикот. Тоа го правам со години и ми е многу убаво, затоа комфортно држиме и ти исто чиста храна, бидејќи има стратегии и методи. Денеска е лесно тоа. А Оземпикот не би го препорачал реално скоро кај ни една категорија на луѓе, освен оние, тоа го имам зборено често пати на подкасти, оние луѓе кои што стварно животот им е загрозен и им следува некој црно сценарија ако продолжат со таа дебелина или со тоа емотивно или какво и да е прејадување или одинает прејадување или како што кажа Ивона, многу добри примери кажа од кои причини она се прејадувала. Одбивност, методот на незините родители, инает тие што ја викале дебела си, тоа ствара фрустрација кај мало дете што не знае како да ги менаџира тие чувства и од гнев таа јаде, одинает. Не ми можете ништо, ќе јадам. Оземпикот помага тука во еден дел, меѓутоа што по прекин на користење на Оземпикот. Дали ние можеме да живееме потоа без Оземпик? Тука се ствара таа зависност. Дали ние може, ако го употребиме Оземпикот 2-3 месеци, за притоа да сме на добра храна и на вежбање, и ни го спаси животот да дојдеме од 150 кг на 120, ние сме завршиле страшна животна работа и тој црн порок Оземпик ни помогнал да се спасиме. Додека на некого безмислено е некој човек кој што има 82 кила и сака за на плажа да оставе 2 кила, да користи без Оземпик. Да се труди.
Таквите луѓе најчесто не ни ги примениле првите основни функционалност, движење во телото, активност физичка, не примениле храна, тренинг, директно идат на оземпик. Ги прискокнуваат сите најважни нешта, кои што се долготрајни со ефекти и безбедни. Така да, за повеќето категории на луѓе не го препорачувам никогаш, а најчестите прашања овие 2-3 години ми се тие во инбокс, за жал, од луѓе кои што не се спортисти. Ниту еден спортист во животот не ме прашал дали да земам оземпик, бидејќи знаа дека е глупост. А луѓе кои што сакаат скратен пат по секоја смисла, по секоја цена, дури и онака предносиме здравата храна или околу нив партнерот или сите јадат здраво, они не сакаат тој процес да го прават, сакаат да ги пререпнат сите работи и може ли оземпик да земам. Но ги поддржувам, а верувам, знам дека и ти ги поддржуваш кога збориме за навистина екстреми, луѓе кои што пробале на секој можен начин, но различни причини не успеале и да периодично да го земаат, нели, со препорака на лекар, но џабе ако не ги смени навиките, ако не е истрен, ако нема дисциплина и ако не го свати тренингот и храната како животен стил, а не периодично само додека ослабам. Нели, ако бираме помеѓу оземпик и не дај Боже страшни последици од прекумерна тежина, секако дека ќе го одбериме ајде помалото зло да кажам, оземпикот. Апсолутно. Значи во такви случаи јас сум апсолутно за. Апсолутно, да, бидејќи реално денеска да сме најискрени, најотворени, сите користиме нешто. Значи, почнувајќи од најрозевото, кафе. Значи, почнувајќи од шеќер. Шеќерот е ништо помало зло од оземпикот, само што ова дека е медицински направено и го демонизираме. Шеќерот убило и цигарата убило милиарди луѓе, па уште не е демонизиран. Гледаш што е интересно, пишува на цигарите. Пишува на цигарата и тоа слика има толку језива. Реално? Од жив канцер, како на сликата се појавува канцер, и тоа не ги плаши и не им прави аверзија од луѓето, него тој не ни го чита тоа, пошто нели се плаши од тоа што ќе го види. Си пали цигара и доживотно оди со тоа знаење дека се случуваат милиони смртни последици во светот на дневна и на месечна база, али продолжуваме. Али кога ќе слушнеме нешто медицински направено, некој нов пептид, одма, леле, немој. Така да многу е важно едукација на овие теми и дали навистина ни е потребен тој оземпик. Колку сме далеко од таргетот, бидејќи некој човек има, како што кажаме, можеби му се ближи крајот на животот според тој превисок притисок и холестерол што го има. И он е подвижна темпирана бомба за срцев удар и многу е нормално дека пожелно да земе некоја хемија што ќе му го спаси животот. Така да, како што кажав, сите ние користиме нешто хемиско, денеска се е хема, едно кафе, една супа да земеш, се е во прашок. Значи не можеме да демонизираме, можеби за 10 години движејќи се со овој AI, вештачка интелигенција, ќе изгубиме природна интелигенција и ќе се ослониме исклучиво на суплементи или GLP меметици, не знам. Иде натака, работава, маце језиво, али предвидувањето се лоши. Еве сега по најново има робот кој чисти по дома и ја мислам дека тоа е нешто најдобро што може да се измисли. Да. Као работи по дома чисти, не знам. Чекај, што ќе ми си ти ако земам робот што чисти? Тоа е лошо. Што ќе ми си ти реално? Така. Може сам да жива. Не општо, што ќе ќе останат жените на мажи. Да, жените ќе останат, да. Пошто само за тоа се жените, знаеш. Шала. Да. Сакам да те прашам, кој повеќе злоупотребува професионалните спортисти или рекреативците? Каде се случува поголемата злоупотреба на стероиди? Рекреативците дефинитивно. Бидејќи, да, апсолутно 100%, бидејќи професионалните атлети работат со сериозен стручен надзор и многу тешко да им се случи нешто, бидејќи таквите се одговорни не само они, туку тимот има одговорен. Се зборам за елитни атлети. Прават крвни налази, лабораториски слики постојано. Ја следат контролата, имаат контрола врз крвна густина, врз сите можни сите параметри и механизми кај нив се во мониторинг. Затоа и не дека невозможно, али кај нив нема злоупотреба, бидејќи прво со злоупотреба ќе ги фатат, второ ќе доживеат сигурно последици. И кратко ќе им траат кариери. И кратко ќе им трае, да. Плюс имаат они многу знаење и ја движат контролата некако во нивните раце, ја држат, а рекреативците, особено оние на своја рака, најчесто не знаат што прават или се едуцираат од некои форуми кои што се преполни со информации од луѓе кои што исто така не знаат
Исто така прочитале од некој форум кој исто така некој може да се зеза со едноставно со постот да постира дека треба да се става 2 грама тестостерон и никој не може да му забрани да му го пише тоа. И лошото е што денеска чат GPT и таквите апликации сумираат информации од сите можни форуми и даваат некој мислење. Затоа не можеме да се ослониме на чат GPT како релевантен доказ. Можеме да видиме клиничка студија која што е релевантна, испитана на 7000 пример корисници од 2 години, не можеме да видиме информација од форум. Така да кај рекреативците, тие се едуцираат од форуми многу често, за жал, еве ликови како Дрогба, Погба, небитно кој, фудбалерите сега го фатија Погба, тој сигурно дека работа со стручен тим. Така да дефинитивно рекреативците го злоупотребуваат и кај нив се и сајд ефектите. Кои се моментални, да кажам, последици, а кои трајни, кои што нема назад, перманентно? Дали воопшто можеме и така да ги разликуваме? Да, има и моментални. По моменталните всушност ги гледаме проблемите. Например, високиот притисок создаден од ретенција на вода, висок естрадиол или пролактин или драматични варијации на кортизол или холестерол, прави висок притисок и тоа можеме да го приметиме. Тоа не е козметички проблем, тоа е здравствен проблем, сериозен. Али дерматолошките, козметичките проблеми се гледаат визуелно, како на пример акни, еритем, менување на боја на кожата, паѓање на коса, тие се естетски се, ама се и психолошки, бидејќи нели ако ти падне косата или на жена ако и пораснат бркови и влакна, тоа е проблем со самодовербата. Значи е и психолошки. Така. Пак се физички, али не се животно загрозувачки. Не се некој проблем со кој што не можеш да живееш. Например, али моментално може да биде крвна густина, може да бидете проблем со бубрези, али најчесто оние долготрајните се може да се стерилитет, може да се бубрежна дисфункција, што е многу честа ситуација кај злоупотребувачи, па и кај употребувачи. Со нормална доза може да се предизвика, бидејќи ако ти си склон генетски кон лоша функција на бубрезите или претходно си ги оштетил ради друга ствар, ради дебелина или електролитен дисбаланс, може и со мала доза да ти се случи некој проблем. Не е гаранција дека малата доза е безбедна. Не постои безбедна доза. Перманентно може да се многу работи, индивидуални се сите, буквално релативни се. Сум гледал многу различни, тоа е многу интересно. Кај човек, дури кај двајца браќа можам да кажам, или братучеди кои што имаат слична или иста ДНК, при исти циклус на едниот од истата доза му се прави гинекомастија. Гинекомастија оние, нели, женски градика во машко тело, изгледа како масно ткиво, како изразита пупка оголема, огромна и естетски многу лошо делува на самодоверба. Кога еднаш кога ќе се изгради, тоа е од конверзација на тестостерон во естроген, естрогенското ткиво кога ќе се изрази и изгради, нема назад. У смисол не можеме со апче да го санираме. Можеме исклучиво со операција или да живееме со него. Не е животен проблем, но е истински и тоа како. Тоа е исто како на жените кога им ги одземат двете гради поради X причини. А машко со женски гради е тешко, така да тие знаат да се изразат моментално, да никнат и тоа е тоа. И сега како што кажав на еден, еве да кажам брат, двајца браќа сум видел, истата доза, освен ако скришом не земале повеќе, му се случува гинекомастија со мала доза, на другиот со истата мала доза, на другиот со голема доза, не му се случува гинекомастија. Значи, различен одбранбен механизам, различно перцепирање на нервниот систем и хипофизата на пренос на тој тестостерон во естроген, различна осетливост на рецептори. Така да не можеме да кажеме дека фиксно тој стероид или пептид ќе ти наруши тоа. Едноставно, за жал, чекај да видиш што ќе се случи. Затоа, ако веќе се користи, се почнува од минимална доза, чекаш што ќе се случи. Ако ништо не се случи и имаш сериозни амбиции и имаш лекар до тебе, и имаш стаж, мора да го напомнуваме тоа на секој. Да, све наброивме. Ама тоа на секој мора, мислам дека да го напомнуваме дека мора да се има стаж. Ама ете да кажеме стручен надзор, секако веќе користиш стероиди, правиш секој што треба, гледаш дека се адаптираш на 200 мг. Океј, сакаш да идеш погоре, опипај. А луѓето што почнуваат со 600 мг, веднаш кога им се случат сајд ефектите, не можеш да одземеш од милиграмажата. Само ги гледаш сајд ефектите и треба да почекаш можеби 2, 3, 10 недели да излезат од системот,
али можеби тука ќе се случат додека излагаат, ќе се случат најголемите проблеми. Срцев удар, холестерол, што и да е. Така да воопшто не е наивно тоа, воопшто не е наивно. А пак ќе кажам, дозата не е резултатот, дозата не прави разлика. Пристапот во храната прави разлика. Браво. Сега спомнавме, нели, шеми или циклуси на стероиди. Сакам да прашам, кога е крај на тој циклус и кога ќе дојде, затоа што ете, баремо што сум слушала, луѓе мислат дека не постои крај, дека може да си го зема тоа 3, 4, 5, 10 години цел живот. Кога е, да кажам, крај на тој циклус и што после тој циклус? Ќе спомнеме PCT. Дали се прави, кога се прави, дали треба да се прави и таа, да кажам, разлика помеѓу еден циклус и друг циклус. Ми го свати целокупното прашање. Да, скроз, па може и најдобро. Ова најважно прашање, како порака и од искуство, најважно прашање. Зошто најважно? Бидејќи тука лежи целата загадка во зависноста. Што потоа, нели, како со прекид на други пороци, освен што создава физички, психолошки и секакви зависности, што после циклусот? Значи, доаѓа момент да се заврши циклусот и претежно од искуство и работа со многу и рекреативци, и атлети, и фудбалери, небитно, тоест важно, и од професионални атлети кои што знаат што прават со допингот, скоро сите без исклучок се соочуваат со тестостеронска депресија по завршување на циклусот. Ќе опишам што значи тестостеронска депресија, и тоа не е воопшто наивна, тука е баш онака темна страна, светло нема во тој тунел, речи си нема, ако не знаеш да најдеш некој осигурач да запалиш со стручна помош, може да трае месец, два, три, тој хорор може да трае и со години. Се зависи колку долго си злоупотребувал, дали си користел или злоупотребувал, какви естери си користел, кој механизам си го супресирал и колку време и колку силни дози. Неколку фактори зависат од тоа колку ќе патиш. Дека ќе патиш, тоа е апсолутно факт. Сега, млади деца, кои што најстрого е забрането да се користат стероиди, они побрзо се враќаат во ритам, после одредена циклусна шема, бидејќи имаат рецептори силен имунитет и телото им е склоно, изфорсирано да лачи хормони. Но сепак проаѓаат низ тој циклус. Да. Да не се свати дека брзо... Да, апсолутно, али сакам да кажам, кај нив, они ќе патат пократко, за жал или за среќа, додека човек кој што има 50 години и завршил со циклус, може никош да не се врати во хомеостаза. Сум гледал примери кај што едноставно изгорени се рецепторите, нема назад, и за да не умре човекот во депресија или да не потоне во ниска самодоверба, тага и сите можни машки алфа перформанси да не паднат, доктор, најздраво е тоа, затоа се измислени стероидите, доктор да му рече доживотно зимаш ТРТ терапија. Тоа е супер во однос на тоа што може да се случи. Бидејќи ако живееш со без тестостерон или со ниски квоти, реално тоа не е цвеќе, не е ни маш, тоа е вештачко цвеќе, буквално, не знам како да кажам, хорор. И затоа што е многу важно, ако веќе се испланира циклус, мора да се одреди време траење, тоа да е што пократко, што помали дози. Дали унапред се одредува кога ќе се почне? Па се одредува, дали некој што има надпреварувачки таргети, знае колку му е надпреварот и после планира после надпреварот да се земе тоа и тоа. Обично се земаат во тој пост-сайкл терапија, како што кажа PCT, дали тоа 2, 5 или 12 недели, се користи заштита, исто таа е хормонска заштита, или прохормонска, која што ги враќа нашите хормони да почнат да лачат, како што лачеле пред започнувањето на циклус и пред допир со синтетика. Бидејќи при допир на синтетика, дали тоа капка или 2 тестостерон, нервниот систем, нашиот мозок гледа дека имаме надворешна силна синтетичка вештачка поддршка и им вика на нашите жлезди или тестиси, прекини да лачиш, имаме некој појак, ти не ни требаш. И буквално, и тогаш немаме натурален тестостерон или естроген, што и да е, зависи што зимаме, општо е, и тогаш се ослонуваме на таа синтетика. И се е така добро и розево, додека не заврши тој процес на синтетика. Најголемиот проблем и зависност и криза каде се случува. Моментот на таа раскрсница кога телото, прекинуваме со стероиди, телото гледа дека немаме надворешен фактор силен, тој суперхумен сенс и чувство моментално бледне, супериорноста на тренинг, сила, мускулна маса, сексуална моќ опаѓаа драстично,
бидејќи немаме синтетичка поддршка, а немаме се уште ни внатрешна ендогена продукција. Тука е тој чвор психолошки. И сега немаме ни од надвор, од внатре ни од надвор, тоа се вика тестостеронска депресија, додека телото почнува да свати, да сваќа дека рецепторите треба да ги оживее, дека треба да полека извор да се креира, извор полека да извере, да има извор на некакво лаче на тестостерон. Како што кажав, ако си млад, побрзо ќе поминеш низ процесот, тоа не значи дека е супер и наивно, ама можеби полесно, постар многу потешко, можеби и никогаш. И таа разлика помеѓу вештачкото и природното лачење може полесно да се санира и побрзо со користење на постсайкл терапи. Тоа се буквално некои си живи прохормони кои што ги потикнуваат, ги будат нашите, буквално. Тие се наменати добро што постојат, тоа тие реагираат и многу на плодност, луѓе кои што не користат стероиди, а сакаат да забременат, да зачнат, таквите медикаменти се наменети за нив. А потоа во спортот за оправање на кривидрини, што викаме. Така да за среќа што постојат тие и можат побрзо да ги лачат, да ги оживеат нашите хормони, меѓутоа и со нив работата е тешка. У смисол не е магично тоа, старши почнуваат да лачат. Не е магично, треба стварно труд, треба концепт, протокол, вистински протокол, знаење, милиграмажа, тајминг, дозирање, значи она комплексно е. Не му препорачувам на никој кој што не ќе доживотно да се боде со инекции, да се само да секој ден да става нешто друго, па да прави крвни слики. Едноставно тежок е патот. Рекреативец па најмалку треба да се бави со темава, најмалку треба да се бави. Некој кој што има сериозно нарушени хормони ради X причини, генетски или несвесност во детството, што и да е некој порок, ќе се избори низ процесот. Меѓутоа, зошто како рекреативец ти секоја година да правиш стероиден циклус и секоја година да се бориш со ова? Нема логика, нели? Ако станеш богат и живееш од тоа, некако може би држи вода, логички. Или ако се надпреваруваш професионален тенисер и успееш да киднеш на допинг тест, некако држи вода, ма и тоа е погрешно. Али моментот на онаа тестостеронска депресија, која што најчесто прашање ми е тоа, ама дали после циклусот, после тие PCT лекови, дали ќе се вратам како што бев? За жал не. Зошто? Таа мускулатура што сме имале пред почетокот на циклусот ни била доведена од многу труд и дисциплина, меѓутоа ни била доведена еднакво, право пропорционално на тој тестостеронски коефициент и концентрација на крв. А сега, после циклус, го немаме ние тоа. Ние имаме понизок тестостерон, или пак немаме. И сега таа мускулатура не е адаптирана да живее со низок тестостерон. Таа мускулатура ќе се собере, телото не е комфортно да ја држи, не знае како без тестостерон да ја држи, опаѓа и фактички тука почнува онаа билдерска тестостеронска депресија. Опаѓа само до вербата, тука се случува еден многу битен социјален момент, човекот си мисли, си преувеличува, дека луѓето сите ќе го гледаат дека е паднат, се крие во дуксери, избегнува да вежба каде што има луѓе, да не му речат еј брат, не си на шема, паднат си. Тој момент боли, тука допира врз егото, допира врз сите оние машки алфа карактеристики што он до тогаш ги билдал и се случува колапс на свата психа, што е многу важно. Во партнерските односи се губи моќта, се губи желбата, се избегнува дејт, дали состанок, бидејќи мисли дека ќе е неуспешен. И тука оние сите машки осигурачи у главата паѓаат и тоа е, сум го видел кај многу луѓе, дури и силните карактери не се имуни на тоа. Претешко е. Претешко е бидејќи го допираш во најслабото. Односно во тоа што е најјакиот адут, му го одзимаш на маж и фактички не се осеќа како маж. И најчесто или посегнуваат по веднаш поголема доза, со цел да се го вратат тоа, у тој момент не е ништо важно освен да се ја вратат машкоста. Ништо не е важно, за жал. Посегнуваат или пак живеат во некоја долга депресија и се повлекуваат во себе, стануваат интроверти, прекинуваат некои да вежбаат, бидејќи мотивацијата не е иста да си на фул тестостерон или да си натурален, или да си без тестостерон. Разликата е голема, меѓутоа денеска, за разлика од порано, денеска имаме многу инструменти како да се вратиме побрзо во живот ако веќе сме ја зезнале работата. Еве да речеме дека не е се така црно, милиони луѓе во светот користат допинг периодично и некои од нив ја избегнуваат таа драма тестостеронска со многу медикаменти и со многу суплементи. Еве баш Адастра има
предобар сет и комплекс на суплементи што ќе го доближат она лачење на тестостеронот во нашето тело, зборам ендогено внатрешно лачење, ќе го доближат на претходното или ќе го вратат во нормала. Такви се, морам да ги кажам како преефективни. Онака, јас сум фасциниран од ефектите на тие суплементи. Шиледжит, тонгатали, мака, мислам дека ги имаме на полици, може да ми подадеш? Значи, овие... сите тие три, подај ми ги, да. Значи, секако минерализацијата е неизбежна. Шиледжитот, чекај, ти покажам да потурни ми го тоа понавака. Турне ме да кинисам. Буквално се поприродни не може да се. Ова стварно не е класична или договорена реклама, едноставно овие функционираат. И тоа како го знам? Не е пласибо ефект, туку едноставно го гледам на крвни слики, по мене, по клиенти, едноставно се случува промена. Тестостеронската слика, дали е нарушена претходно или не е воопшто нарушена, или имате невидни рецептори, или пак можеби сте невежбачи и имате низок тестостерон или пак среден, а сакате да го зголемите, ова драстично прави разлика. Плюс во комбинација со ашваганда, кортизолот, нели, ашвагандата реагира врз кортизол, го намалува, со тоа се ослободува повеќе тестостерон и се ослободува оној врзан тотал тест, вкупен тестостерон, се ослободува да биде одврзан, односно биоактивен, биорасположлив. Така да овие три комбинации за луѓе, дали се рекреативци или професионални, секогаш ги препорачувам, особено во комбинација со цинк и D3. Синергетско дејство, тие стак од 5 работи стварно делуваат преако. Нормално не може да се спореди со дејство на стероиди, значи да не бидам погрешно сватен, една капка на стероиди е неспоредлива со ова, меѓутоа не ни треба да постои капка стероиди, доволно е да се ослониме на овие и што е најважно, овие суплементи може да се користат без пауза. Не треба заштита за овие, бидејќи и нема се ефекти. Да, не рушат механизми, како што кажаме претходно, за да дојдат до главната цел. Да подобрат еден механизам или два, они не рушат ништо, него си ја вршат својата работа селективно. Така да, овие се селективни суплементи. Не ни прават хаос во организмот за да подобриме изглед или перформанси. Така да, благодарение на суплементарната индустрија што многу се развива и кај нас постојат овие, можеме да сме поздрави. Бидејќи еве да кажеме, да се упатиме и до тие кои што не ни вежбаат, не ни помислуваат на стероиди. Многу од нив имаат низок тестостерон. Да кажеме, луѓе со канцелариска професија, програмери, таксисти, луѓето за жал живеат со висок кортизол од стрес и неспиење, а премала активност и тоа доведува до хронично намален тестостерон и хормон на раст. Токму за нив се повеќе суплементи за нив отколку за вежбачи. Бидејќи многу често добивам прашање: "Ама брат, ова не е за мене, ја не ќе да форсирам." Не, баш дека не вежбаш. Земи ги, треба да вежбаш, меѓутоа земи ги, бидејќи си неактивен, сигурно хормоните ти се можеби во распад или ниски, за да си подобри здравје. Бидејќи ова претежно, имунитет и здравје појачува, потоа козметички ефекти. Многу добро кажа и тоа е чест пример. Планирам да почнам во теретана кои суплементи да ги земам. Не значи дека ако човек вежба иде во теретана или било каква физичка активност има, дека само тогаш се пијат суплементи, нели? Сакав да те прашам, нели спомна дека одреден временски период се прави циклус, па после се прави PCT, нели, заштита. Дали при следен циклус сайд ефектите или добрите ефекти се исти и тој момент на следен PCT е ист како претходниот или може да е многу полош или многу подобар? Дали има разлика, да кажеме, од шема во шема, поврзано и со PCT и со самите ефекти на тие две шеми? Или трета, секоја идна, како и да е? Па реално да, секоја следна циклусна шема, стероидна шема е полоша и полоша со последици. Да, точно. Бидејќи првиот циклус, има многу луѓе кои што првиот циклус ништо добро, ама и ништо лошо не им се случува. Телото едноставно е многу имуно, силни рецептори, силен имунитет и проаѓа и без резултати, ама и без сайд ефекти. И тоа често пати луѓето ги охрабрува да земат поголеми дози. Си вика, па не ми се деси ништо лошо, ни па добро, затоа треба да појачам на доза, што е најлошиот пристап. За жал, секој следен циклус, телото го адаптираме на синтетика и веќе телото не знае како да лачи хормони природно.
И тука треба Има некој што прави за мене, не морам јас. Да, баш така, треба да се венчаме тогаш со тестостеронот. Еве, бидејќи тестостеронот е некако база, стебло на сите стероиди. Од него потекнуваат сите синтетички деривати, бидејќи нашето тело лачи тестостерон, ама нашето тело не лачи тремболон или болданон. Тие се вештачки дизајнирани деривати од X извори направени за многу фактори причини и подобруваат перформанси. Да, меѓутоа тие се потоксични, бидејќи телото тешко ги препознава и некогаш и не ги прифаќа. А ги прифаќа нивните саид ефекти. Тоа е многу лошо. Меѓутоа секоја наредна шема, секој нареден циклус имаме понагризани, поуништени рецептори и баш ке споредам повторно со алкохолот, бидејќи слично драматично дејство има. Пример, човек кој што пие секој викенд по литро алкохол, водка, тој станува некако имун на таа водка и му требаат 2 литра за да го начука. Пример само давам. За да стане пијан. Веќе него една чашка не му менува. Тоа не значи дека нема да има саид ефекти, последици. Тоа значи дека он визуелно е имун и е потрезен на пола флаша. Научил како да се однесува на таа. Да, телото е цело во токсини, па не препознава пола чаша токсина. Едноставно пливо, како Вардар кога е загаден, го гледаме едно шише као не менува многу да му фрлиш, ама целиот тече и се распаѓа таа преубава река. Така и со нашиот крвоток како Вардар тече и ако е затруен, една чашка не ни менува. Така и со секоја следна шема, крвта ни е затруена, да кажам, полна со синтетика и ние сме ослонети на силна синтетичка врата. Али, например, како што праша нели за PCT, секој нареден циклус треба да е попратен со посилна прохормонална поддршка за да се врати и прашање дали ќе се врати во нормала. Така да, секој следно се уништуваме, само онака си пукаме во нога и станува потешко за враќање. И колку повеќе циклуси правиме и поголеми дози, фактички долготрајноста е често пати потоксична отколку дозата. Има луѓе што земаат поголеми дози кратко и проаѓаат можеби полесно, али пак индивидуално. Али пак ќе кажам по многу, не знам по кој пат, не можеме да си го уништиме здравието поради некои комплименти. За жал, поради некои комплименти или статус во општеството, ставаме отров кој што не е наменет за нас. И заради некој браво или поддршка, надпревар или филмска улога, што и да е, си го намалуваме животниот век. Фактички со многу работи го намалуваме животниот век. Ние, кој што кажаме со Ивона, ние работиме на анти-ејджинг, нели, сите ние се обидуваме да живееме здраво или козметички да се подсредиме, за да изгледаме подмладо, али изгледот е еден надворешен приказ како телото внатре се однесува и имаме. Нели, таа рамка, слика надворешна, се обидуваме да маскираме, меѓутоа долговечноста доаѓа од внатре. Од она што конзумираме преку уста, која енергија и кое друштво го живееме, така и со стероидите. Многу работи во денот правиме како што треба, меѓутоа со многу малку работи знаеме да го срушиме целото она што го градиме, за жал. А долговечноста зависи од тие фактори. Се надевам дека многу луѓе, поготово млади дечки, дека ова што го збориме ќе го изслушат и ќе го применат, затоа што сметам дека младите не мислат на последиците, сакаат сега и одма, сакаат брз раст и развој, дали на перформанси или на мускулна маса. Не ги интересира која е цената за да го постигнат тоа и не само децата. Сметам дека оваа емисија треба да ја гледат дури и родителите, затоа што родителите не знаат како да може да проверат дали неговото дете конзумира алкохол, цигари и такви работи, ама не знаат како стероидите и сметам дека не треба да е табу тема, затоа што се почесто и почесто се не само што се збори оваа тема нели во тие кругови, него и се користат, односно се злоупотребуваат стероидите. Сакав да те прашам, што мислиш за жените кои што земаат стероиди и дали воопшто е добро да се земаат? Не зборам јас за професионални спортисти, него збориме за жени кои што затоа што постојат. Далеку помалце од мажите, но сепак постојат. Кој е твојот став и твоето мислење? И кои се последиците? Сега ги кажуваше до сега кај мажите. Малце да се осврнеме кај жените.
Па кај жените и се подраматични, реално последиците, бидејќи стероидите се некако базирани на машки хормони, кои што кажавме. Мислам, нема фиксно машки и женски, Така. меѓутоа доминантни во машкото тело се тие, на база на тестостерон. Затоа и кај жена е пофатално, бидејќи кај нив не се реверзибилни сите тие хормони, преска споменав, ете тоа мутирање на глас, таа женско-машка вилица, кој што настанува коцкаста вилица, лесно може да се примети кај девојки кои што користеле стероиди, или пак девојки што генетски имаат висок тестостерон, а не знаеле тоа да го детектираат или санираат, живеат со тоа, или постојано тренираат машки спортови поагресивно и несвесно го креваат тестостеронот, па им растат машка мускулатура, влакна, машка вилица, машки однесување. Многу често и од тие жени, поради дисбаланс во девојки, поради дисбаланс во детството, добиваат сексуална заинтересираност и кон својот пол и мешано, бидејќи тестостеронот тука ги меша коцките на база на сексуална активност и заинтересираност. Тоа го збореме во некоја тема малце, во некоја епизода подлабоко и вреди да се слушне како тема. А кај жените тие се фактички истите сайд ефекти ги имаме, само што кај машките некако подобро стојат. Нели, тие влакна ние секако ги имаме, поагресивен или машкиот ние секако имаме како пол, нели, затоа се разликуваме како алфа подоминантни. Само што преска не спомнав за, не може ни седа ни текна да спомнеме. Стероидите, освен што прават висок притисок, прават и проблем со потењето и со миризбата. И со ноќното спиење, односно со неспиење. Така да како што ќе подобри 2-3 перформанси за да доминираш во некој спорт, атлетика што и да е, ќе ти уништи спиењето како главен фактор за живот. Ти го уништува спиењето, живееш и спиеш со висок пулс, еве сега за жена да збориме, и делува многу лошо на самата вагина и матка, ги разобличува, добиваат машки црти, машки бутови, машка конструкција и линии на телото и на ликот, и жената се оддалечува од тој женски калап. Додека кај мажот, нели, ако е помажествен, е супер, така сме го прифатиле тоа. Он е по алфа, браво. А жена која е алфа, одма ни смета или не личи на девојка. Отсуство на менструален циклус, што е тоа е апсолутно браво, да, тоа ќе пропушта, може и најчесто е онака. Дури мислам дека го кажам што е толку банално, а управо си, да. Да се спомне, да. Да, скроз, па најважно, тоа е прв ефект, дури не можам да го кажам како можен сайд ефект, него сигурен сайд ефект. Онака сигурно девојка што користи стероиди, особено дури и оние нежни стероиди што не ги рачунаме на стероиди како најнежни, а наварот, пример, сите викаат брат, а наварче, ништо не ти земи си го. Чекај, чим прави добри ефекти, мора да прави сайд ефекти, бидејќи е синтетика. Ако не прави никакви ефекти, може да нема сайд ефекти, а може и пак да има. Така да, а наварот, еве имаме пример многу и да не именуваме прворуечки кои што по година-две не им дошло циклусот воопшто. И се помириле со тоа дека они ќе живеат така, што е многу лошо помирување, нели? Од тука потекнува моментот дека тоа не може да зачне да стане мајка, не може. Ајде тоа ќе кажеме дека и тоа е до некогаш избор на луѓето, ако не Избор е, сакаат, да, нели, тоа е животен проблем. Но здравствено тоа носи последици. Последици како не, кај Тоа е вас вие целта на муабетот. во изворот на жената е да крвари, нели, на Да, месечна база. да, И тоа ако да. ќе сопреш, ако не ти се годините, ако ти се годините во менопауза, тоа е друго. Тоа е природен Перименопауза, некој, да. ова збориме за девојки кои што не име процесот и тајмингот. Го поттикнале со... Да, така да некако и естетски и животни и здравствени проблеми настануваат и кај жена. И плюс мора да се спомне, гледаш, не го кажам и тој битен момент. Мислам дека ако зборам на епизода 5 часа нема да ни стигнат. Само уште едно прашање ова, сакам. ова ми е па може важно да да го кажам завршува. не го кажаме за психолошкото растројство. За време на циклус, маж кој што злоупотребува дози, речи си неизбежно, освен ако дечкото не работи на себе и на самоконтрола, неизбежно е променливост во расположението, ама и агресија. Онаа неподнослива агресија. Но штом заврши циклусот, и таа агресија преоѓа во депресија, преоѓа во опаѓа, она таа силна его самодоверба и силна тензија во телото, наеднаш од пета брзина во лер, во -3 доаѓа. Освен што човекот нема самодоверба ни да се расправа, нема ни желба за борба и за влагање во дуели, тој се повлекува, најчесто снемува тестостерон, снемува либидо, останува сам во себе и најчесто не ни се зборени овие теми. Мислам, во мојот круг се зборени.
Бидејќи работам со такви луѓе во таква црна дупка психолошка. Меѓутоа, еве и кај жена. Кај жените настапува сериозен мрак психолошки после. За време на користење, да, и кај жените има силна агресија, неподносливо карактериште, да кажам, онака што стварно не се издржува, променливост на оние карактерни црти на твојот генетски профил. Ако си ти, да кажам, еве, не знам, водолија по хороскоп и си, не знам, таков лабав човек, ова те менува како карактер. Овен те прави. Да, те прави овен, те прави да гориш, ти не си ти. Плюс, ако тоа е секако поддржано со високо его, низок IQ или дефицит на калории, таквите луѓе се често неподносливи во друштво и тука е тој класичен профил што го опишав за поимот билдер. Затоа нашиот спорт е оцрнет поради луѓе кои што немаат самоконтрола карактерна и физичка, кои што одат така агресивно, се мрштат и се неподносливи. Едноставно не се убави да ги имаш до тебе. Така да и жените може да станат такви. Алфа жени со неподнослив карактер, така да мора да се напомене дека освен физички има и психолошки ефекти многу силни и често пати трајни. Многу ми е драго што збориш на овие теми и како што кажа, мислам дека можеше 2 сати да збориш на овие теми. Се надевам дека луѓето не само што ќе го гледаат овој подкаст, него и ќе ги применат сите овие совети и ќе сватат дека за било каков перформанс или изглед цената која што ќе ја платат е највисока, тоа е здравието. Сакам да те прашам ова за крај, дали постои, да кажам, некој стероид, некој апче кое што нема сајд ефекти. Нема непосакувани дејства. Се трудат да го измислат, ама не постои, стварно не постои. Не постои. Бидејќи, како што кажав на почетокот, тоа е непобиен факт. За да се случи некоја промена синтетичка, мора да настане некој бари минимален хаос. Само што бидејќи моментално не го гледаме тој хаос, не значи дека нема да постои или е соодложено дејство, например кај енантатите, спорите стероиди, споро се случуваат промените, ама споро се случуваат и сајд ефектите. Кај ацетатите или пропионати некои одредени, брзо има штета, брзо има ефекти, брзо последици, брзо извагаат од крвта. Тоа не значи дека тие нема да направат животна штета, него кај нив промената лоша и добра брзо се санира и случува. Кај енантатите подолго, извагаат од системот многу споро. Така да не постои нешто. Еве сега пробуваат со многу пептиди, фрагменти, аминокиселинска врска некоја приближно на хормонот на раст да создадат нешто што е блиску до безбедна доза, до безбедна пептид, пример, или медикамент со мала доза за да нема никаква штета, го доближуваат тоа некако, расте медицината и стварно се многу напредни и претежно овие работи ги прават за оние елитни атлети кои што не треба да паднат на допинг тест и они навеќе ги користат бидејќи они инвестираат во нив. Или за богатите кои што не сакаат да се померат со фактот дека стареат. Да. И многу од нив се онака блиску до совршенство и идеала на медикамент, меѓутоа секогаш е тоа рандом и секогаш има и генетски исклучоци кои што и буквално и со една кутија цигари може да умре или да направи канцер. Буквално една. Запалил 5 цигари, фатил канцер, до што е, ќе речеме, живот, рандом е, многу е генетска лотарија. Така да секој наше тело препознава поиди од тоа дека секој наше тело на различна диета различно реагира. Да, така. А не па на суплемент, на тренингот јас се реагирам различно, имам воспаление, ти немаш. Така е. Пример, а не па на нешто синтетички што го вбризгуваме крвно или преку орална верзија. Многу корисни информации сметам дека дадовме, многу добра порака. Се надевам дека како што кажав ќе применат сите кои што се во план или веќе земаат стероиди, како што кажав, не треба да е табу тема, напротив, како за алкохолот, за другата, така и за стероидите треба да збориме гласно и да знаеме зошто служат, кои се добрите, а кои лошите страни. Да ве потсетам да ја проверите нашата веб страна pakigram.com и доколку ви треба било каква програма за тренинг или за исхрана, може да најдете. Освен што треба сите да ја посетиме страната на pakigram.com, во која што стварно има многу, како што кажаме, со многу љубов и труд е направено сето тоа. И многу едукација мора да Многу едукација, да многу насока, па и мотивација има на некој начин. Таму има наши видеа, снимени сме како тренираме. Пожелно е да се посети и страната на naturatherapy.mk, бидејќи имаат сериозно добар избор, палета
ја немам зборови. И интересно е што имаме суплементи таму кои што ја не ги знам, не сум ги ни чул, до толку има широка палета. Не е само протеин, креатин, basic суплементи за вежбање, него има и од здравствен аспект многу, супресори на апетит, дигестивни, врастителни влакна, баш онака од помош за секоја проблематика во спортов. Па и не е само за проблем, туку и за прогрес. Така да имаме и во повеќе градови дуќани, еве сега моментално во Тетово секако дека имаме дуќан, меѓутоа сега имаме и нова соработка во Тетово со Алфа Джим. Да ги поздравам Алфа Джим, целата екипа Стане, Филип и компанија, тоа се стварно ги знам одамна, одлични момци, спортисти, баш онака борци. И одлична теретана. Теретаната е врвна, лани бев, мислам дека во теретаната е повеќе од врвна, онака влагаш и сваќаш дека е светски концепт, дека е дизајнот, естетиката, приемен дел, кафичи имаат, луѓето се љубезни, таму снимавме некој видео пред година-две, беше онака 10 од 10. Дури онака Тетово како помал град, таква теретана има, таа и во за Скопје таа теретана е врвна. Така да премиум машини, поздрав до дечките и имаме се одлична соработка, таму имаме производи, сите овие производи можете да ги најдете во Алфа Джим. Па може да отидеме и на тренинг период во Алфа Джим со Стане да направиме добар тренинг. Може. Они имаат сега и дел за боречки вештини, татами и вреки, боксерски вреки, така да ептен се имаат избор за сите спортисти. Така да со ова може да затвориме, мислам дека саат и нешто да сега сме. Да ги поздравам сите, да ве потсетам само за лайк, шер, сабскрајб. Тоа ни е единствената поддршка и барање што од вас ја сакаме и бараме. Не е тешко, бесплатно е. А ќе ни значи многу за алгоритмот. И ако можете, кога ќе заврши лајвот, премиерата, да пишете доздоле некој коментар и тема, мислење, барање, прашање, критика, совет, се прифаќаме буквално, па и да е некоја лоша критика, конструктивна или не, прифаќаме, бидејќи тие коментари после лајвот во коментар ни го зголемува алгоритмот и стануваме повирални. А така ќе поддржат и нашата цел да овие теми да допрат до многу повеќе луѓе за да направиме некои општествени промени и да живееме еден поубав и поздрав живот. Така. Све е дозволено во коментари, освен навреди. Тоа секако се бришат. Кон До било сега кого. сме немале навреди, тоа ми се свиѓа што стварно точно. ме радува тоа што убав и културен народ не гледа. А и тој што е можеби некултурен, гледа дека збориме на вистински теми и нема што да вреѓа, нема основ и позиција да вреѓа бидејќи не провоцираме, не промовираме лоши нешта, лоши вредности, не знам зошто би не вреѓал некој. Така да Но само кажав што би можело да биде избрисано. Да, апсолутно. Тоа сакав да напоменам. Не дека сме имале, стварно не сме имале и стварно, како што кажа, се согласувам, имаме доста културна публика што не прати и поздрав до сите вас и фала ви на поддршката. Се гледаме следен вторник во исто време. Поздрав.